Господине Коловски, најпрво, ме интересира што се однесува до двајцата против кандидати, односно кандидатите на Републиканската партија и Демократската партија Доналд Трамп и Хилари Клинтон. Што ќе се смени доколку победи едниот, Трамп, или пак победи, се разбира, Хилари Клинтон? Каква разлика ќе има, во каква Америка ќе се разбудиме сите, целиот свет, не само американците? Благодарам. Прво и најпрво, се ќе зависи точно кој ќе победи од овие Трамп или Клинтон, но повеќето ќе зависи со каков конгрес ќе имат соработка од утре. Поради тоа што доколку Трамп добија, доколку Сенатот е демократски и представничкиот дом е републикански, многу потешко ќе оди за Трамп за било какви промени, особено кога доаѓа во здравствениот систем во Америка, што е една од клучните прашање за републиканците. Вика дека доколку Трамп дојде и ако ги добија двата домови на Конгрес, дека тие ќе го вратат Obamacare, здравствениот закон што го донеси Обама после вториот мандат. Ова устари во првиот мандат. Така да, ако добија Клинтон, мислам дека ќе, и доколку Клинтон се сочи со републикански сенат и представнички дом, ќе биде многу тешко таа да може да номинира амбасадори, членови на кабинетот. Се зборува дека евентуално таа би го продолжила кабинетот на Обама за известно време, дур не добија доволно поддршка кај сенаторите за конфирмација на тие членови на кабинетот, и плюс двајцата ќе се сочат со номинација на идниот член на главниот суд, најголемиот суд во Америка. Така да ќе видиме што и како ќе се случи, но дефинитивно знаеме дека Трамп ќе води многу по-конзервативна политика во Америка, особено кога доаѓа за надворешна политика. Ќе биде интересно да се види од каде ќе му дојдат советниците, барам за надворешна политика, поради тоа што повеќето републиканци кои се познати политиколози и експерти за надворешна политика, сите подпишаа писма дека се против Трамп. Така да ќе биде интересно од каде ќе му бидат советниците и кој ќе биде државен секретар. А за од Клинтон страна дефинитивно е познато ќе го продолжи политиката на Обама за натрешна и надворешна политика. Добро, кога би направиле вие некаква споредба помеѓу Клинтон и Трамп, како би ги дефинирале едниот како другиот? Трамп дефинитивно, очигледно не е добар во консенсус диалог со многу луѓе, поради тоа што, барам од моја гледна точка, како човек што е мислам по потекло од фамилија која доаѓала во Америка поради имигрантска фамилија, на тоа мислите? Имигрантска фамилија. Дефинитивно тоа што тој бара да се запри многу работи околу имиграција, особено поради тоа што горе-долу по големиот дел на диаспората од Македонија барам е емиграција, нова емиграција, не е таа постара емиграција, иако има постара, но особено во последниве години повеќето се нова емиграција. Другата работа е што бизнис со какви држави ќе работи, поради тоа што неговите тие машни се прават во Кина, а тој вика дека ќе запри со Кина, така да ќе биде интересно како доколку тој добија како Кина и Русија дали ќе го поздрават, како ќе го поздрават и како ќе биде однос околу тоа на економско поле. Да. А за Клинтон, знаеш што, Клинтон дефинитивно исто така има позната е по тоа што
дефинитивно ја учи секоја ситуација. На пример, сум чул дека кога има состаноци, таа чита многу за тие состаноци, со кого се сретнува, за што се сретнува, и многу луѓе се импресионирани тоа што не и треба советници горе-долу, и тоа може би да биде минус, поради тоа што треба и да прифаќаш некои работи, но дефинитивно таа има поголема историја со консенсус билдинг и диалог со секакви групи во Америка, маргинализирани групи, и затоа и добива поголема поддршка од тие групи, барам од African American, африкански. Но сепак маргината е многу се тесно, ако говориме особено за водството на Клинтон, да. И особено ако не излеза да гласат, по интересно ќе биде. Да, заради тоа и таа цело време инсистира, и синоќа во Филаделфија, главните поенти на говорот и беа дека мора, инсистираше да се гласа. И последното прашање, господине Коловски, ве молам да се фокусирате сега на американската политика кон Македонија. Дали би се променила доколку дојде до промена на председателот? Хилари Клинтон најавува континуитет, што се однесува и континуитет во смисол на Обама и околу надворешната политика. Да. Што би се случило сепак ако светот го добие Трамп? Прво и најпрво за Трамп, една работа што ме плаши кај двата кандидата е поради тоа што кај Трамп еден од клучните 5 советници за надворешна политика има грчко потекло, кој е член на Американскиот хеленистички институт, кај што организирал единствената така искуство за надворешна политика било организирање конференција за Кипар, Израел и Грција, Model UN. Model UN е тоа што сме го правеле во факултет, а не после факултет. Така да ќе биде интересно. Се слушна вчера дека евентуално шеф на кабинет на Трамп исто така би бил грк, кој е моментално чермен на Републиканската национален комитет, RNC, Reince Priebus. Така да ќе видиме како тоа и колку тие ќе издействуваат околу политика кон Македонија. Ја од секој пат сум бил човек кој не можеш, и сум советувал, не можеш да очекуваш дека и едните и другите ќе бидат на ваша страна или на Македонија страна, доколку не лобирате. И нон-стоп има промена во американскиот систем, така да нон-стоп треба едуцирање на тие луѓе, особено тоа што на пример, имам слика со Condoleezza Rice тука. Condoleezza Rice не би била евентуално во Трамп администрација, е позната Condoleezza Rice како голем пријател на Македонија. Сега, тоа другата работа е што барам уставно кажано и сите политички партии во Македонија се имат согласено дека НАТО им е целта Македонија да влезе во НАТО. Трамп со сите изјави за НАТО и поддршката што има добијано од Русија и пријателството со Путин наводно, што се кажува во медиумите, се плашиме дека можеби Трамп не би бил толку настроен спрема НАТО, така да не знаеме, ќе видиме, се зависи. Од Клинтон страна не очекувам голема промена од тоа што Обама администрацијата и политиката. На ноември 15 Обама ќе направи официјална посета во Грција, прва официјална посета како председател и можеби една од последните посети со Грција, така да е многу јасно пријателството со Грција, но се зависи, искрено е тоа што ќе се случи после декември 11 во Македонија. Поради тоа што доколку изборите во Македонија не бидат признаени од добитникот и поразениот во смисол фер демократски избори, дефинитивно слободни избори, дефинитивно ќе има по-лоша политика од Америка, поради тоа што Америка од секој пат е една од клучните партнери на Македонија, една од најдобрите партнери и можеби
најмногу што поддржува Македонија да напредува во светот и да стане. Во кој смисол ќе биде лоша политика, полоша политика? Па дефинитивно се зависи доколку не се надмина тие клучни проблематики во Македонија како судски реформи, реформи во медиумите. Тоа не може да се надмине. До 11 декември. Не, зборувам се зависи после декември 11. Добро. Поради тоа што нели Обама нели сега после денеска горе долу се ќе биде во транзиција. Така да повеќето луѓе кои ќе диктира политиката на Обама во последниве 2 месеци ќе бидат евентуално Клинтон советници, луѓе што работат. Разбирам, но што се однесува до лошата, како велите, полоша политика доколку не бидат спроведени реформи? Во смисол Америка ќе станува по-оштра барање Македонија да станува по демократија и дефинитивно ќе има последици, Господ здравје, нема да има последици, но евентуално може да се дојде дека Македонија не е повеќе спремна за членство во ЕУ и НАТО и не би било убаво Македонија да стане главна на веб страницата на State Department, кај што Америка кажува дека Македонија не спроведила фер, демократски, слободни избори и тоа ќе се влоши имиџот на Македонија. И тоа мислам дека никој не би сакал тоа да се случи, би сакале нели Македонија да напредува, Македонија да биде таа земја кај што на Македонија и заслужува и на македонците и заслужува. Добро, благодарам.